Почитување, тоа што ВМРО ДПМН вчера организирано качи во Комбе група на партиски активисти за да ги донесе пред партиското седиште на СДСМ, покажува дека овој режим не само што не се грижи за граѓаните, туку е подготвен да ги понижи, злоупотребувајќи ги за дневно политички потреби. Власта продолжува дрско да ги поценува собствените граѓани. Незиното лицемерие нема крај. Граѓаните на Куманово гледаат како министерот за финансии Зоран Ставревски одинает ги одби сите амандмани со кои опозицијата бареше пари за нашата општина. За Груевски и ВМРО ДПМН се поважни рекламите, спомениците, златните ангели и жалните врби, отколку граѓаните на Куманово и подобрувањето на животниот стандард. СДСМ не го блокира донесувањето на буџетот. Тоа е лага на власта. Напротив, предлагаме план за штедење во кој се отстрануваат сите непродуктивни трошоци. Тоа е единствен начин да се спречи грчкото сценарио за Република Македонија, тоа е банкрот на државата. Лагите дека со недонесување на овој лош буџет, предложен од владата, дека некој ќе страда, се точни. Сме го имале овој пример и предходно. И во 2003 година буџетот се донесе со задоцнување. Па повторно сите ги добија платите, сите ги добија социјалните помоши и трансфери, сите фирми беа исплатени, сите потреби на граѓаните и стопанството беа задоволени. Со ваквите фингирани протести, ВМРО ДПМН успешно го подхранува се поголемиот револт на граѓаните од нивното крајно неодговорно владење и политика. Дали СДСМ навистина смета дека е можен банкрот на Македонија? Па доколку се дозволи овој кредитно задолжување од 50 милиони долари и новото кредитно задолжување кое што треба сега да биде доставено до собранието од 250 милиони евра, сигурно дека ќе ни следи некој такво грчко сценарио. Благодарам.